Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Во Русија денес е ден на жалост за жртвите на терористичките напади во московското метро, а во Вашингтон председателот на САД домакин на францускиот колега. Со овие вести ја започнуваме денешнава емисија. Рускиот председател Дмитрий Медведев побара да се усвојат нови закони за борба против тероризмот во време кога официјална Москва прогласи ден на жалост за 39 лица загинати во двата самоубиствени напади во московското метро во понеделникот. Во телевизиско обраќање председателот побара и нови безбедносни мерки во јавниот превоз и на други јавни места. Ожалостените граѓани во Москва во вторникот положуваат свеќе, палеа свеќи и истакнуваа фотографии на загинатите пред двете метростаници каде се случија нападите, а Руската православна црква одржа богослужба за загинатите, додека телевизиските станици ги откажаа сите забавни програми. Американскиот председател Барак Обама денес се среќава со францускиот колега Никола Саркози во Белата куќа. Се очекува тие да дискутираат за Иран, глобалното затоплување и за Афганистан. Обама врши притисок врз Саркози да испрати повеќе француски војници и армиски и полициски инструктори во Афганистан. Во обраќањето на Универзитетот Колумбија во Њу Јорк во понеделникот, Саркози најави дека Франција ќе остане со САД во Афганистан. Американската државна секретарка Хилари Клинтон вели дека Кина е се поприемчива за идејата за преземање казнена акција против Иран за неговите нуклеарни активности. Клинтонова го изјави во интервју за канадската телевизија во Отава, каде учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на 8-те најбогати земји во светот. Центарот за контрола на болести на САД вели дека прекумерната дебелина ја чини земјата над 145 милиарди долари годишно. Локалните власти најповеќе го чувствуваат притисокот, меѓу другото, и заради специјалната опрема потребна за итна помош на гојазните пациенти. Повик за помош дојде во одделот за итни интервенции во општината Ен Арундел. Персоналот што пружа помош не знае за каков пациент се работи додека не стигне на самото место. Да бидат подготвени, тие редовно вежбаат. На овој ден вежбаат со специјална опрема, дизајнирана за дебели пациенти. Майкл Кокс е раководител на одделот. Луѓето денес се поголеми од тоа што беа пред 20-30 години. Пред 3-4 години ние идентификувавме потребата од ваква опрема и денес ја употребуваме. Официјална статистика е дека 1 на 3 американци е дебел. Корпорацијата Ранд во студија од 2007 година вели дека бројот на премногу дебели возрастни лица во САД расте 2 пати побрзо од бројот на умерено дебели. Да се грижат за нив, службите за итна помош инвестираат во нова опрема. Оваа носилка, например, може да понесе пациент од 680 килограми. Ваквите носилки се 2 до 3 пати поскапи од стандардните, што додава $25,000 на цената на возилото. Потребата е толкава, што продажбата на опрема за тешки луѓе е повеќе од удвоена за последниве 10 години. Но не е само тоа проблем. Помошта за дебели пациенти покрај опрема бара и повеќе луѓе кои ќе бидат обучени да одговорат на нивните специјални потреби. Понекогаш во спасувачки операции за едно лице се потребни до 10 лица медицински персонал. Годишниот фестивал на филмови за животната средина во Вашингтон се одржува веќе 18 години, а овој пат опфаќа 155 филмови од цел свет. Во продолжение фрламе поглед на него. Секоја пролет во главниот град на САД покрај фестивалот на цутење на црешите доаѓа и фестивалот на филмови за животната средина. Фло Стоун е негов директор и основач. Годинава фестивалот соработува со 110 спонзори. Прикажуваме филмови на 56 локации и никој никогаш не е одбил. Кина, музеи и универзитети прикажуваат филмови со свежа перспектива за прашањето од животната средина. Како овој филм "Еден степен е важен" на Ескил Харт, што се фокусира на уништувачкото влијание на глобалното затоплување.
Харт за Гласот на Америка вели дека филмот има и позитивна порака. Ние можеме да го запреме емитувањето на штетни гасови со обновлива енергија, како сончевата и енергијата на ветерот. Покажуваме дека технологијата е тука. Доколку сакаме, можеме уште утре да почнеме да го менуваме светот. Американскиот документарец Зелена куќа покажува како со приватна иницијатива полека може да се менуваат работите. Джейсон Скадрон и Лив Вајолет даваат хроника на изградбата на куќа во населба на Вашингтон, за која архитектот Марк Тарнер вели дека е за 75% поекономична во користењето на енергија, отколку обична американска куќа со покривот, подот и оптичките светларници. Се фокусиравме на тоа како е изградена куќата и дека во иднина може да стане пример како да се градат куќи. Тоа не е случај со државата на јагленот, Западна Вирџинија. Документарецот Јаглена држава покажува како техниката на рударење ја уништува животната средина и ослободува штетни гасови. Режисер е Филис Гелер. Овој филм фрла светлина и на тензиите меѓу оние кои работат во индустријата и оние кои живеат во близина. The coal industry has supported myself, my wife and my 3 children. They are peppered us with coal dust. Иако не е лесно да се замени јагленот, многумина во филмовите велат напредокот е на хоризонтот. Промената е во рамки на нашите можности и дека без тоа не ни се пишува добро. Утре во Newsflash, 1 час вежбање дневно за повозрасни жени, неопходно за спречување на дебелење. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А за повеќе информации посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Се гледаме утре. Пријатна вечер.